За еден народ да биде народ и да може да постои во вистинска смисла на зборот, мора да знае кој е и кого го последува во животот. Свети Климент е закрилник и патрон на македонскиот народ низ целата негова историја. Тој е личност која е образ на светлината, кој е како светилник запален и ставен на светник, за да им свети на сите вкуки, чиј живот свети и ден денес, и нас, словенските народи, не осветлува. Ние, група 14 ученици и двајца професори, ги следевме стапките на Свети Климент и го посетивме првиот манастир што тој го изградил кога дошол во Македонија, манастирот во Горна Белица. Свети Климент е роден околу 830 година и потекнува територијата на Македонија. Од млади години ги придружувал светите браќа Кирил и Методи и учествувал во нивната прва мисија по долината на реката Брегалница. По завршувањето на оваа мисија, во 855 година, со Свети Методи заминал во манастирот Полихром на Олимп. Вложувал голем труд и внимание во преведувањето на богослужбените книги од старогрчки на словенски јазик под раководство на својот учител. Најверојатно, во 860 година ги придружувал светите браќа во мисијата кај хазарите во Херсон. Пролето 864 година, заедно со своите учители, заминал во Велика Моравија. Се истакнал со неуморен труд и залагање за ширење на словенската писменост и култура и во никој случај не подлегнал под притисоците на тријазичниците. Верен на своите учители, во 867 година заминал во Рим, подготвен да ја одбрани службата на словенскиот јазик. Откако папата Адријан ја благословил и дозволил службата на словенскиот јазик, Свети Климента го ракоположил во повисок свештенички чин и потоа, додека бил во Рим, учествувал во повеќе служби на словенски јазик низ римските катедрали. По смртта на Свети Методи во 885 година, неговите ученици не можеле да ги истрпат нападите на германските свештеници, па дел од нив биле продадени како робови на италијанските бродови. Дел се населиле покрај Јадранскиот брег на Далмација, а Свети Климент, заедно со Свети Наум, Сава, Гораст и Ангелари, бил принуден да избега на југ од Дунав, каде што го продолжил делото на своите учители. По пристигнувањето во Белград, белградскиот управител ги испратил во бугарската престолнина Плиска. Кнезот Борис ги примил со големи почести, но светите Климент и Наум веднаш влегле во судир со грчкото свештенство, која ширело грчката пропаганда меѓу словенските племиња. Под наговор на византискиот император Михаил, кнезот Борис ги принудил словенските учители да ја упростат словенската азбука и да направат азбука слична на грчката алфавита. Светите Климент и Наум не се согласиле со ваквите настојувања на кнезот. Во нивната непоколеблива служба на словенскиот јазик, кнезот гледал вистинско средство со кое ќе го намали византиското влијание во југозападна Македонија и дел на Јужна Албанија. Па за таа цел во 886 година тој го испратил Свети Климент во словенската мисионерска работа во областа Котмичевица. Дејноста на Свети Климент била слична на онаа во Панонија и Моравија, со таа разлика што сега се борел со грчкото свештенство, а не со латинското. Тој се обидувал да ја замени грчката богослужба со словенска, која би била разбирлива за сите. И покрај што Константин Преславски ја создал кирилицата, која нарекол такава чест на своите учители Кирил и Методи, сепак Свети Климент останал доследен на своите учители и ја ширел и понатаму вечно и упорно глаголицата. Кога се исполнил потребниот број на ученици доволно науки за изучување, се формирала така наречената Охридска книжевна школа или Свети Климентовиот универзитет. Како учител и епископ, Свети Климент заедно со Свети Наум ги поставиле основите на Охридската книжевна школа. Цели 2 века пред Болонјскиот универзитет, тој го основал првиот словенски универзитет во Охрид. Охрид, како жариште на словенската култура и писменост, во времето на Свети Климент имал огромно значење. Од тука излегле преку 3500 ученици, кои словенската писменост и уметност ја ширеле дури во Киевска Русија. Токму поради тоа, периодот на Свети Климент Охридски се нарекува златен век на словенската култура и писменост. За успешно спроведување на мисијата, кнезот Борис му додалил на Свети Климент 3 раскошни дворци, кои биле претворени во училишта и книжевно-препишувачки центар. На подареното место Свети Климент го изградил манастирот во чест на Свети Пантелеймон, кој подоцна станал седиште на Охридската книжевна школа. Не само што ги описменувал луѓето и го ширел христијанството, тој ги учел и да калемат овошки, градел цркви и манастири, се занимавал со преведувачка дејност. Во градот Охрид имал изобилни од секаков вид овошја, какви не секаде се наоѓаат. Кажува дека Свети Климент не само луѓето од Охридскиот крај ги просветил преку христијанската вера, туку дека и самите плодородни дрвја ги оплеменил, кога од Азија пренесол во градот питоми овошја садници, та ги облагородил дивите до тогаш месни овошни дрвја.
Жителите сведочат дека токму оваа калемена круша е од времето на Свети Климент. Во 893 година Свети Климент станал прв словенски епископ, како награда од новиот бугарски цар Симеон за плодната словенска дејност. Од 893 година до 900 година учителската дејност ја презел Свети Наум, кој подоцна го изградил манастирот Собор на Светите Архангели, каде го поминал остаток од својот живот во целосно тихување и уподобување во Бога. Свети Климент пред се имал огромно духовно значење за тогашниот словенски православен народ. Пред да се упокои, сам си го подготвил гробот и тој им го соопштил на своите ученици. Се упокоил мирно во Господа во 916 година. Неговиот спомен се празнува два пати во годината. На 27 јули упокојувањето и 25 ноември. Свети Климентовиот гроб во новиот храм е на старата гробна конструкција, целиот под стакло, а над него има саркофаг од мермер во кој се наоѓа ковчежето со моштите на Свети Климент. На јужната страна на гробот се поставени икони на Свети Климент и на Свети Пантелеимон. Од другата страна во ниша се наоѓа дрвена скулптура на Свети Климент од 13 век, пронајдена во црквата Света Богородица Перивлепта. Во и околу новоизградената црква има стаклени подови за да се гледат остатоците од стариот храм. Сочуваните фрески во долните зони од внатрешноста се специјално представени, зашто храмот е споменик на културата. Од оригиналите, сочувани се основите на столбовите и една костурница во централниот дел од храмот. Новие место е поставено дебело стакло, за да може посетителите да ја согледаат целата конструкција на црквата. Пред да се пренесат моштите во плавашник, тие се чува во Света Богородица Перивлептос. Што се однесува до неговиот литературен опус, тој напишал повеќе поучни и похвални слова за потребите за богослужбата. Свети Климент е првиот писател што во старословенската литература ги вовел поучниот и похвалните слова. Се претпоставува дека напишал околу 40 слова, но само на 14 од нив го потпишал своето име. Тој, освен со пишување, се занимавал и со преведување и го превел Цветниот триод. Постои претпоставка дека е автор и на панонските легенди. Во словата на Свети Климент се забележува една совршена одмереност на изразот и на зборот, така што нема ништо од повеќе, ниту пак нешто да недостасува. Тој водел грижа за своите слушатели и читатели да им даде онолку храна колку што им треба и токму таква каква што им треба. Обично во сите дела ставал вовед и воведот го правел со изреки и поговорки. И секогаш на крајот ставал библиски цитат, кој одговара на текстот. Плејада личности зборувале и пишувале. За него се е речено и се е напишано. А сепак, сите се разликуваат по својата форма и стил. За да не сгрешиме, ќе го цитираме јудејскиот цар Давид, кој за плодотворните луѓе, како што е Свети Климент, говори: "Момилел законот на Господа и во законот негов дење и ноќе се поучува. Тој е како дрво посадено крај извор со вода, кој својот плод го дава навреме и чиј лист не венее и во се што прави напреду."